Добре, криптоентузијасти, добре дојдовте во уште едни Altcoin вести. Прво и најбитно големо благодарам до Анџело, секоја чест за неговата работа. Тоа е еден од 20 наши админи, помалку познат, но не помалку вреден. Дефинитивно секоја чест. Благодарам многу за големиот дел од вестите кои што ми ги испрати, значи посебно ова би рекол содржина на нашиот канал е дефинитивно направено со огромна помош од страна на Анџел. Сега, на почетокот како и секојаш нормално едно мало делче со вовед, каде што, како што знаете, веќе во среда направивме двоен, така речено, лайвстрим, каде што имавме техничка анализа на пазарите и геополитика и крипто. Би препорачал да го погледнете, ако не сте го погледнале, беше доста добар и полн со информации, повеќе од 4,5 часови. Денес, како што ќе кажам на Altcoin вести, во текот на утрешниот ден да не заборавиме, значи да потсетиме уште еднаш сите кои што многу ја разбираат, кои што очигледно знаат што сме сгрешиле, а еве ние не знаеме, уште еднаш ги повикуваме на јавна дебата во вечерните часови во 10 на нашиот канал, да споредиме анализи, да споредиме аргументи и да видиме дали тоа што ние сме го правеле досега е погрешно, каде сме сгрешиле, како сме сгрешиле и на тој начин да видиме дали тоа што ние сме го работеле досега е навистина во ред или пак некој знае подобро. Како и да е, пак ќе напоменам да се тоа ќе биде конструктивно, оние кои што ќе се јават со соодветни анализи и нормално аргументи ќе бидат ислушани, ќе биде разменето нормално мислење, техничка и фундаментална анализа од аспект на тоа што ние сме правиле, а што они правеле и да видиме нели како сето тоа што ние сме го правеле дали има логика или не на нашата досегашна работа. И во недела не забравајте ISM Manufacturing Index, тоа ќе биде доста интересно видео, специјално видео нормално, каде што ќе ги обработуваме, би рекол, анализа на самиот Bitcoin чарт во однос на макро ниво, заедно со овој посебен индекс кој што го мери така речено производството во американската економија и овде ќе додадеме уште еден специјален би рекол додаток на ваквиот чарт. Тоа е бакар наспроти злато чартот, но за тоа малку повеќе во недела. Се гледаме во недела со тој дел, а како што кажав, утре дефинитивно не го пропуштајте јавна дебата лайвстримот на нашиот канал во 10 часот вечер. Се гледаме утре вечер. И да, значи ова е само едно мало подсетување дека на вистина цел тим работи во позадина, како админите со администрирање и помош на нашата Patreon заедница и нормално во секој од нашите лайвстрими, Анџело со неговата помош околу алткоините, нормално вестите околу овој дел, Гоце со секојдневна помош и постојани вести од макроекономија. Нормално тоа е само околу двата админа, додека како цела група, да не забораваме дека во позадина и програмерот и мајнерот напорно работат на унапредување на нашиот канал. Така да очекувате дека во следните неколку месеци ќе имаме голем апдейт на каналот, но не можам повеќе да кажам, само сакам да ви кажам дека активно се работи на подобрување на каналот. Верувајте ми, ќе ви се допадне, значи работиме на тоа да изградиме медиум за финансии и крипто на Балканот кој што ќе биде достапен и полн со информации за вас 24/7. Пак ќе кажам 0 евра по македонец. Благодарам на сите за поддршка, да нормално продолжуваме понатаму, едукацијата мора да продолжи. Сега, прво како што знаете и сами на секој Altcoin вести поминуваме преку Altcoin вестите за институциите, каде што прво нормално споредуваме некои најосновни индикатори за тоа што се случува во овој свет. Прва работа која што може да забележиме дека во последните 2 дена имавме големи ликвидации, како на шорт, така на лонг, значи навистина пазарот е многу нестабилен. Во последните 2 дена имавме, може да видите и сами, 383 милиони и 153 милиони напоредно лонг и шорт ликвидации на 17, на 18 380 156, а денеска повторно имаме голема количина на шорт ликвидации, тоа е 145 милиони. Сакам да кажам дека на вистина очигледно леверидж е многу лоша идеја моментално на овој пазар, со оглед на фактот дека големи манипулации се во игра. Се уште ние сами не сме свесни точно кој и како ги прави. Нормално ова ретроактивно ќе го знаеме кога конечно ќе се дознае и ќе испаднат информации, но за сега очигледно пазарот е во сосем обратна насока од тоа каде треба да бидат ризичните добра, тоа многу пати сме зборувале и верувам дека тоа е нормално поради некаква голема манипулација. Како што може видиме на дневно ниво веќе long leverage преобладуваат, значи дека се враќа long leverage, се повеќе и повеќе пазарот очекува скок на биткоин на краток рок, додека кога станува збор за 30-дневен, значи повторно дека е малку на директно по големо растојание во однос на цената, можеме да видиме дека се уште longs leverage е малку би рекол значително помал од шорт, со околу 2 милиарди, а шорт имаме 2,6 милиарди
тоа е само на Binance, додека кога станува збор за останатите поголеми како Binance, OKX и Bybit, као што можеме имаме значително имаме поголема количина на шорт, додека кога станува збор за 30-дневниот, би требало да биде оприлика исто како претходно, значи нешто помала на лонг позиции наспроти шорт. Како и да е. Значи, за жал, екстремно голема количина на леверидж, но не забравяйте дека голем дел од овој леверидж беше исчистен со падот од 18 милиарди леверидж на 10 октомври и многу голема количина на маркет кап. Но како и да е, значи за жал леверидж е се уште присутен. Но кога ќе го видиме од овој аспект моментално, значи ова е само на Binance, но ни дава многу јасна слика дека под нас па до околу 70.000 скоро и да немаме некоја голема количина на long leverage позиции, еве прост пример, нормално ова е само на Binance. Значи до 69.000 ние имаме вкупно 1,25 милиарди long позиции, што значи дека на вистина огромна количина од long позициите ја исчистивме. Додека нагоре, погледнете, само до претходниот all-time high ние имаме 8 милиарди short leverage позиции. Пак ќе напоменам, многу од луѓето можеби не им се верува, но генерално од она што го знаеме на пазарот, многу е поголема веројатноста ова да биде елиминирано и наспроти цената да продолжи надвор. Повторно, ако зборуваме за нормално дејство на пазарот и за нормално дејство на маркет мейкерите, би било логично да почнат да ги елиминираат шорт позициите, но се уште тоа не сме го виделе. Погледнете, значи во целиот овој дел, во оваа конечна капитулација до 21 ноември, значи само прашање на време беше кога ќе тргнеме нагоре, а гледаме дека се уште таквото движење не се случило, што нормално ќе наговестува или dead cat bounce или продолжување на циклусот, но пак ќе кажам, можеме да разговараме за тоа кога конечно ќе се случи. Сега за сега можеме да разговараме само за веројатност. И понатаму како што можеме да видиме, екстремно ниска количина на биткоин на менувачниците, со тоа што можеме да видиме дека е најниска од 2019 година наваму. Истото можеме да го видиме со Ethereum, и тоа дури и повеќе во овој последниот, да речем, период, последни неколку денови. Значи, пак ќе кажам, ова не подсетува на bear маркет, ова подсетува на неизбежен шок на цената. Но не можеме да зборуваме за нешто што се уште не се случило, но мораме да го напоменеме како еден од техничките факти кој што очигледно е неизбежен порано или подоцна. За жал можеме да видиме дека маркет капот од неговиот максимум кој што го достигна негде околу 4,3 трилиони, сега моментално се наоѓа на 3, за жал. Корекција што многу наликува на она од така речено декември 2024, како и првата од март 2024 година, каде што оприлика иста количина на маркет кап и корекција на цените на аутовите видовме до сега. Но како и да е, пак ќе кажам, за тоа ќе разговараме кога ќе имаме повеќе информации за тоа дали сме во bear маркет или не. Сега за сега според класичниот 4-годишен циклус би требало ова да биде bear маркет, но останува да види. Алткоин сезона, како што веќе кажавме, овој циклус ние апсолутно немавме алткоин сезона. Еве како изгледа алткоин сезона. Еве што се случуваше од 2022 година во овој циклус. Што значи дека сите оние кои што тврдат дека имало алткоин сезона, тоа е буквално без никакви аргументи. Значи апсолутно сите индикатори покажуваат дека ние до сега во овој циклус не сме имале алткоин сезона. Дополнително можеме да видиме дека најголем дел од алткоините се наоѓаат на екстремно ниска вредност во целата оваа година наназад, значи поголемиот дел од овите имаат буквално oversold, како што може да забележите. Најголем дел од коините се наоѓаат на границата или под 30, што значи дека нивната цена е екстремно препродадена. Значи сите аутои моментално се уште во ефективен bear маркет уште од 2022 година. Затоа уште еднаш ќе напоменам, апсолутно ништо погрешно не беше направено. Значи, според досегашните искуства кои што ги имаме на пазарот, требаше ефективно ова да биде алткоин сезоната, која што за жал се уште не е почната, но според нас и понатаму акумулацијата продолжува, а ако ова е манипулација, тоа ќе ни се исплати, ако не, ќе имаме уште неколку месеци bear маркет пред нас во следната година за дополнителна акумулација. Што можеме да забележиме овде, како и секогаш тие стандардни 10-12 проекти што се наоѓаат на самиот врв, стандард, Ethereum, Cardano на самиот топ, Polkadot е малку паднат, иначе он беше во топ 5 најчесто, ICP нормално, Stacks, Gold, Link, тоа прилика, тие шампиони. Кога станува збор за core, тоа е на годишно ниво, кога станува збор за core contribution на неделно ниво, Ethereum, Cardano, HBAR, Flow, ICP, кога станува збор за развој на самиот екосистем, таа е таа екипа, значи стандард се тие. Само што некогаш има овдека Polkadot, па некогаш некој од овие други што ги гледаме, али по прилика тие најактивни проекти во
криптосекторот. Кога станува збор за најбрзите блокчейни, како што можеме да забележиме, ICP, значи несомнено шампион во последниве 6 месеци, на прво место, веднаш после него Solana, BNB Base и така натаму, но дефинитивно ICP се повеќе и повеќе се зациментира како најбрз блокчейн со real-time transactions per second, не теоретски, теоретски има блокчейни што да типо 200 милиони транзакции, значи со 1054 транзакции во секунда. Второ место Solana 880, Binance со 168. Натаму може да забележите и сами. Кога станува збор со големина на стейкинг, значи колку моментално токените се ставени по стейк, иако овдека реално има и други коини што не се земени во предвид, не можам да разберам зошто, оние кои што се регистрирани на овој сајт, Ethereum, Binance на прво, второ место, Polkadot, Near Protocol, трето, четврто, Cosmos, Celestia, XDC Flow, DYDX, Mantra се на овие топ 10 позиции. Нормално, дополнително може да го забележите ова како би рекол цел сектор, многу едноставно. Ова е страната може да ја најдете tokenterminal.com и потоа може да го најдете Staking Market Cap делот. Кога станува збор за Fear and Greed индексот, се наоѓаме длабоко во Fear територија, пак ќе напоменам, делот кој што историски е најдобриот во една сезона на биткоин, посебно за алткоините, тоа е зимата последната година од бул циклусот, третата година од булранот. Значи зборувам бул движењето, пред тоа имаме една година bear. За жал можеме да видиме дека е комплетно обратна од последните три циклуси во 2013, 2017 и 2021 година. Но сега за сега тоа е што е. Еден од главните причини поради кои што имавме таков одлив беше така речено одливот уште од 10 октомври па наваму на големите ETF-и, што можеме јасно да го забележиме, тоа е овој пат овдека, може да забележиме дека точно негде околу 10 октомври започна истиот, со тоа што пак ќе напоменам, одливот очигледно се стабилизира, можеме да видиме дека нема толку големи количини на одлив како што имаше по половина милиарда. Сега за сега дури имаме и прилив моментално во оваа недела, значи во однос на неделно ниво имаме дури позитивна недела. Кога станува збор за биткоин, кога станува збор за Ethereum, исто така, значи имаме одлив, но не е толку голем, што пак напоменувам дека е практично крај на некој начин оваа голема корекција што имавме од 10 октомври наваму. Првенствено поради психолошкиот дел дека имаме крај на биткоин циклусот кој што си го зема така речено својот ефект на пазарот, а дополнително и нормално земање профит од големите институции, затоа што и Ethereum и биткоин во почетокот на октомври беа во екстремно добри цени. Додека за разлика од тоа помалите ETF-и можеме да забележиме солиден прилив. Значи можеме да видиме дека постојано имаме прилив во Solana. За да видиме точно како изгледа приливот, ќе преминеме нормално на малку поинакова страна. Но во меѓувреме, како што ви ти кажавме, значи тоа што го зборувавме моментално се случува. Зборувавме дека само прашање на време е кога ќе добиеме altcoins под ETF. Моментално го гледаме тоа, не само што ги добиваме, туку добиваме и голем интерес за истите. Значи тоа е нешто што е навистина позитивно за целиот сектор. Litecoin, Solana, XRP веќе има, Dogecoin има, HBAR има и Chainlink има. Останатите како Cardano, Polkadot, Avalanche, Sui се очекува да има до следниот период. Но само сакам да кажам дека се повеќе и повеќе се остварува тоа што го зборувавме и уште побитно се остварува со позитивен би рекол интерес од страна на институциите за овие инструменти. Погледнете и сами, во време кога имаме одливи од Ethereum и Bitcoin, ние имаме постојан прилив во XRP. Погледнете го ова, во текот на вчерашниот ден имавме 30 милиони прилив во XRP ETF-ите, имаме моментално 5 и моментално се наоѓа на второ место по големина на капитал. После него доаѓа Solana, значи моментално 1 милиарда и 140 милиони долари инвестирани од институциите во XRP директно преку овие ETF-и. Следна е Solana со 8 ETF-и, која што има вкупно 876 милиони и гледаме и овдека прилив, погледнете и сами, значи во последни неколку денови имаме прилив, за разлика од тоа имаме одлив кај најголемите, пак ќе кажам. Кога станува збор за останаците како Chainlink, иако немаме прилив, гледаме активно има интерес, погледнете и сами. Значи не можеби многу, но како и да е, 68 милиони за само недела и половина е одлично ако мене ја прашувате. Litecoin исто така со мал интерес, но како и да е, овдека е присутен HBAR со вкупно 48 милиони повторно. Не постојано, но гледаме дека од време на време има интерес.
И кога станува збор за ETF-ите во однос на Altcoin Investi, прво, значи, иако знаеме дека има многу други коини како Avalanche, како Polkadot, како Cardano, кои што се уште чекаат да бидат одобрени ETF-ите, можеме да видиме дека постојано има нови апликации. Sui, Bitwise моментално поднесува апликација за да направи свој Sui ETF, Spot ETF нормално, тоа не интересира нас, и Canary Capital моментално аплицира за State Injective Protocol ETF, значи да има и стейкинг. Ако се сеќавате, претходниот пат кажавме дека голем дел од овие ETF-и кои што веќе постојат, тоа и BlackRock го најави, ќе бидат повторно аплицирани во втора верзија, а тоа ќе биде верзија каде што ќе имаме и стейкинг, посебно кога станува збор за Ethereum, така да тоа може многу да промени на пазарот и се очекува наскоро, барем ако ништо друго, BlackRock да аплицира повторно за Ethereum со стейкинг верзија. И пак, overall, еве како изгледа моментално, значи не е така страшно како сите што го представуваат, еве го одливо што моментално се случи, а можеме да видиме каде била количината на ETF Bitcoin 0 на така речено 10 јануари, а каде се наоѓаме сега. Купна количина 688.218 биткоини се во рацете на ETF-ите. Ова што гледате овде е многу мал одлив, треба да добиеме сериозен одлив за да кажеме дека големите институции се откажале од ETF-ите, што е реално смешно, да се откажете од најпрофитабилниот ETF на сите времиња, тоа е iBit Bitcoin Spot ETF-от, треба да сте комплетно ретардирани. Но како и да е, значи нели, пецење има секогаш, значи ќе тврдат се и се што, секоја корекција е крај на биткоин, крај на алткоин и крај на крипто, дивна работа. Кога станува збор за DATS, тоа се компании со трежерис во крипто, можеме да видиме дека се повеќе и повеќе се гледа дека има акумулација на крипто, иако моментално сме во корекција. Значи, иако MicroStrategy купува постојано, значи на 15 декември 10.000 биткоини, 8 декември 10.000 биткоини и први. Иако продолжиме понатаму, гледаме дека има нови купувања. 16 декември American Bitcoin, ова е на Trump компанијата, Canaan 10 декември, гледаме дека има нови купувања. Тоа е многу битно, значи дека во текот на декември има компании кои што купуваат биткоин. Не е така се црно. И обратно, еве ги единствените две кои што продале, тоа е на 11 декември и на 30 ноември, тоа се единствените две кои што продале моментално, а гледаме колку имаат купено. Кога станува збор за Ethereum, слична ситуација, само не толку многу активни купувачи. Значи, тие што се најактивни, како што е Strategy за биткоин, така е Bitmain и Jackie Chan, Tom Lee, за Ethereum, значи 15 декември 100.000 Ethereum, 8 декември 138.000, 1 декември 96.000, ништо помалку. И гледаме уште некои други купувања, истите овие Canaan што купија биткоин, купиле и Ethereum на 10 декември и така натаму. Кога станува збор за одлив, имаме само една која што веќе спомнавме на последното видео 20 ноември. И еве и останативе да ги забележиме, нема многу прилив, значи во да речеме останатите алткоини за жал нема многу прилив, дури одлив ја гледаме од Solana. Другите нема ништо посебно, затоа и нема да ги споредуваме, значи верувајте ми, проверено е. И кога станува збор за Coinbase 50, тоа е индексот како S&P 500 за најголемите 50 коини во оваа ситуација во крипто секторот, можеме да забележиме дека историски се помала и помала станува алокацијата во биткоин, сега е 50%, на почетокот беше повеќе од 80%, со тоа што се повеќе и повеќе алткоините завземаат простор и како и целиот пазар, моментално можеме да забележиме дека индексот е доста долу. Значи, моментално гледаме дека е минус 20% од претходниот all-time high, кој што го постигнал на 7 октомври. Тоа беше пред колапсот. Благодарам Binance, благодарам Trump. Значи, секоја чест добро не се ебаат за овој циклус. River Report, ова е компанија која што моментално направила истражување за тоа колку банки активно работат на биткоин продукт за своите клиенти. Верувале или не, најголемите 25 американски банки, дури 14 подготвуваат или веќе имаат биткоин продукт за своите клиенти. Дали е тоа ETF, дали е директно купување, можеме да забележиме овде. Значи, оваа листа од Cointelegraph ги обработува токму според овој извештај, кои се тие. Значи, кога станува збор за custody, оние кои што директно држат биткоин за своите клиенти, Citigroup моментално е во фаза на истражување. Нормално ова е според големина поставени банките, надолу до 25-то место. US Bank има, PNC има, BNY Mellon, тоа е Bank of New York Mellon, исто така има, State Street, ова е нормално брокерска исто така компанија, не само што е банка, најавиле, HSBC најавиле и
Fifth Third, не знам кој ова моментално истражува. Кога станува збор за тргување, значи моментално гледаме многу од овие банки веќе дозволуваат тргување на биткоин, верувале или не. JP Morgan најави, да се подсетиме, JP Morgan дојде ред, JP Morgan да дозволува користење на биткоин на неговите сметки, значи до каде стигнавме, каде бевме и нормално сега луѓето мислат дека треба да се продаде. Добро, секој се одлучува за себе, ние продолжуваме со акумулација. Citigroup дозволува тргување на биткоин, Wells Fargo исто така, Goldman Sachs, Morgan Stanley, PNC Group, Charles Schwab, American Express, ова е како компанија, добро и банка нормално, USAA и Fifth Third. Погледнете само колку, само што овие се на крајов со истражување, други имаат на еден или на друг начин имаат тргување и American Express има награда во биткоин. Претпоставувам, нели, како кешбек, нешто тој стил. Значи 25 најголеми банки во Америка, 14 од нив на еден или на друг начин се директно замешани со биткоин за своите клиенти. Пак ќе кажам, сигурно ништо, дојде ред најголемите институции во светот, од банкарскиот свет, да нудат биткоин на своите клиенти, а пак луѓето ова го сваќаат како крај на криптосекторот. Добро, за тоа е тоа. Visa моментално само што го донесе USDC во рамките на својата работа како активно, ефективно платежно средство. Значи не е како претходно, некои морони што тврдеа дека никогаш нема да се поместиме и дека секогаш плаќањата на дебитните картички ќе бидат трансфер на стейблкоините во долари, па потоа плаќање. Очигледно, активно на Visa моментално се користи USDC како платежно средство, што значи дека директно помирувањето на страните во овие трансакции се врши во USDC. Нема трансферирање во долари, туку USDC е директното платежно средство. Ова се иницијалните учесници како банки, тоа се Lead Bank и Riverbank. Riverbank е онаа која што правеше истражувањето претходно што спомнавме. И моментално Visa го користи USDC на Solana блокчейнот, тоа ќе биде интересно да се гледа во иднина. Така да ова е крајно позитивно и се очекува во 2026 година исто така да се добие партнерство и со Mastercard. Visa и Mastercard се најголемите два провайдери на плаќање во светот, со тоа што пак ќе напоменам, значи на settlement ниво да имате директно користење на USDC, тоа значи дека ефективно овие банки користат крипто за плаќање. Значи нема веќе ништо со традиционалните системи, сето ова е целосно интегрирано преку блокчейн. Значи USDC на Solana блокчейнот моментално се користи за плаќања на Visa, значи директно на самиот payment provider. Што пак ќе напоменам е екстремно голем чекор, но нели, пак ќе кажам, сигурно е bear market. Моментално SEC пред само еден ден, на 17 декември, направи така речено, ова се би рекол bylaws, значи тоа се второстепени правила или би рекол патокази, процедури, како да се користи крипто од страна на институциите. Тоа имаме апсолутно се. Како да се тргува, како да се држи во старателство, значи како истото да се регистрира, кои се правилата на пазарот. Значи сето ова нормално, првенствено да не заборавиме, дека според правилото кое што го донесе Конгресот, моментално криптовалутите во Америка се делат на криптовалути кои што се хартија од вредност и криптовалути кои што не се хартија од вредност. Оние кои што не се хартија од вредност се под друго тело, значи тоа е Комисијата за регулирање на ресурси, додека кога станува збор за оние кои што се хартија од вредност, тоа е нормално под Комисијата за хартија од вредност, односно SEC. Затоа и сега ќе зборуваме за овој дел, иако нема многу такви, ако се сеќавате, значи тоа беше една од главните работи кои што конечно беа докажани во текот на 2025 година со новиот чеермен на SEC, Скот Аткинс, каде што сега имаме моментално, тоест Пол Аткинс, каде што сега моментално имаме јасни значи правила за тоа како учесниците во институциите ќе можат да лансираат своји коини, да ги тргуваат, да ги држат за своите клиенти, апсолутно што можат да прават со нив. Значи ова е крајно позитивно, затоа што ако се сеќавате, ова беше главната работа која што крипто, да речем институциите во оваа ситуација, големите менувачници како Coinbase, Kraken ја бараа, од ова тело да биде разјаснето за да знаат што можат да направат. И еве официјално на нивната страна може да забележите дека буквално се е објаснето во детали, така речено ова е, зашто и реков, во второстепено, значи ова не е директно закон, туку ова е така речено процедури кои што ги дава овој орган за тоа како да се однесуваат и како да постапуваат учесниците на овој пазар, кога станува збор за криптовалутите кои што се хартија од вредност. Така да ова е крајно позитивно. Значи конечно во Америка имаме јасна регулатива.
Иако нема нови вести, само сакам да напоменам дека го следиме и ова. Се уште имаме само 3 моментално сојузни земји кои што имаат потврдено дека ќе почнат да купуваат активно биткоин во својата резерва, со тоа што Тексас беше првиот кој што купи 50 биткоини, сеќавате го покажам на последниот пат. Еве чисто може да го погледнете и овде, само не знам дали е моментално регистриран, затоа што ова беше купување малку пред 30 дена, но ќе погледнеме, не е проблем. Мислам дека беше регистриран како земја, еве го Тексас, 57 биткоини, $5 милиони. Тоа е првата земја сојузна од Америка која што директно инвестирала за своја биткоин резерва. Очекуваме наскоро уште многу од овие држави, но нели чекор по чекор. Верувам дека тоа ќе следи во моментот кога конечно ќе добиеме законот за структура на криптопазарите. Изгледа дека ќе биде одложен до следната година. Сега за сега тоа е она што го знаеме, немаме повеќе информации. Но како ги дознаеме, дефинитивно веднаш ќе споделиме, овој закон е многу битен за целиот сектор, нормално вклучувајќи го и нашето портфолио и вашето. Киргизстан моментално прави стейблкоин, погледнете како почнува да се импровизира, како почнува да се напредува во користење нова технологија и тоа колку брзо, замислете. Киргизстан моментално го лансира стейблкоинот USDKG, тоа е Киргизстан, нормално кратенката. Со тоа што истиот моментално има USD PEG на цената на USD, односно 1 USDKG ќе биде $1, но во исто време, наместо да биде држан со нормално покритие на долари или краткорочни обврзници во долари, ќе биде држан во злато. Тоа значи дека иницијалната количина, ние го најдовме на CoinGecko, 50 милиони моментално, која што може да видите овде дека јасно, 50 милиони market cap, е во злато. Тоа значи дека нивната централна банка ќе држи злато во вредност од $50 милиони, кој што ќе биде покритие за овој коин да има постојано PEG $1 во 1 USDKG. Не знам како ова ќе функционира, затоа што моментално цената на златото варира, така да верувам дека ова ќе треба да се додава и одзема потенцијално од самата резерва, затоа што вие постојано немате иста вредност на златото наспроти доларот, но генерално ова би требало да е позитивно, затоа што на крајот од денот, ако веќе ги споредиме, цената на златото според, да речем, долги временски интервали постојано расте наспроти доларот, така да не би требало да биде голем проблем, освен некои големи bear маркети за златото, што не ги очекувам во догледно време сигурно, така да верувам дека ова ќе биде доста паметна инвестиција од страна на Киргизстан. Дополнително можеме да видиме дека овој токен е лансиран на Трон. Значи Трон на вистина се повеќе и повеќе заузема убедливо второ место за стейблкоини во светот и се очекува наскоро да биде проширен на Ethereum. Многу паметно и гледаме, како што кажав, се повеќе и повеќе импровизација. Слично на тоа моментално имаме и друг производ кој што е пак ќе речам многу интересен и иновативен. Тоа е UBI. За оние кои што потенцијално не знаат, UBI представува Universal Basic Income. Ова е, би рекол сега, тоа може да биде нормално различни типови на универзален базичен приход, што може да биде социјално, може да биде хранарина, може да биде се што, например, државата одлучила на одредена категорија на луѓе кои што ги исполнуваат условите да им го даде. Па така, овие Маршалски острови, искрено не сум ги посетил, се наоѓаат во Карибите, ги има многу, сум бил околу нив, но не сум бил на нив. Моментално има многу распрскано население на сите овие острови и е многу тешко да се достави кеш од еден на друг, па затоа направиле така наречен, сега ова е пак своевидно на стейблкоин, иако моментално нема PEG и нема одредена вредност, според тоа што го видов до сега, USD M1, кој што ќе биде во покритие на обврзници на Америка, а истиот е така речено самиот по себе обврзница на Маршалските острови. Односно, Маршалските острови отвараат сопствена обврзница, која што е со покритие на купени обврзници од Америка, и дополнително оваа обврзница ќе биде така речено покритието за овие USD M1, ќе речем unity, значи ова се валута која што се уште не знам која ќе биде вредност, овдека не е објаснето, ќе биде доделена на сите оние кои што ги исполнуваат условите на овие острови преку Stellar. Значи Stellar е моментално блокчейн кој што го користат, а новчаникот се нарекува, само да видам каде беше овде, Lomalo. Значи ова е посебен новчаник кој што ќе биде доставен на сите оние, тоест ќе може да си го инсталираат сите оние државјани на Маршалските острови, каде што ќе им биде на месечно или квартално ниво кога им следува оваа уплата, направена во овие стейблкоини USD M1,
И пак ќе кажам, значи колку креативно, со цел да не мора да прават достава на кеш на сите овие острови, затоа што тоа е многу комплицирано и многу, пак ќе кажам, зборуваме за многу острови во овој архипелаг, да може тоа да го прават преку стейблкоини, што е навистина паметно. Значи се повеќе наоѓаат use case. Една работа која што не е директно поврзана со алткоините, но мора да спомне зашто е поврзана со целиот крипто сектор, е за жал фактот дека Централната банка на Јапонија одлучи да ја подигне својата, да речам, каматните стапки на така речено својата централна банка на 2, значи на 0,75 се извинувам, значи да подигне за дополнителни 25 поени, што е највисока од 1995 наваму. Значи дека моментално веќе ефтини пари од Јапонија нема. Јапонија беше вториот по големина кредитор кога станува збор за позајмици на кеш. За жал, ова нормално ќе доведе до carry trade, како што веќе кажавме. Ова може да се одрази дефинитивно првенствено на доларот, каде што многу од оние кои што позивувале јен, а купувале долари, затоа што доларот беше во нагорен план наспроти јенот, ќе мораат сега да ги вратат своите долари во јен, за да можат да ги вратат овие моментално би рекол кредити. Така да тоа е нешто интересно кое што мора да спомнеме, кое што нормално доаѓа наскоро за жал на самите пазари. Кога ставаме збор за пазарите, ваквиот потек на Јапонската банка можеме да видиме јасно дека во текот на последната недела представи страф на пазарот. Првенствено може да забележиме дека уште од 12 декември во последната недела имаме масивен пад на биткоин. Истото беше проследено и на традиционалните пазари, што значи дека стравот од ваквиот потек на Јапонската банка веќе беше реализиран на пазарот, што предвидено да се случи, може да забележите и сами. Значи еве во S&P 500, истото може да го погледнеме и во Nasdaq. Значи имаме ситуација во која што имаме пад на сите индекси, првенствено нормално нашите, па и нормално другите би рекол во оваа ситуација, а исто да може да го видиме и на DXY. Значи може да забележиме дека овој потек, така речено, на Јапонската банка навистина го осети целиот свет. Тоа го видовме како званичен страф во последната недела дефинитивно и тоа предизвика така речено голема корекција на сите пазари, пак ќе напоменам вклучувајќи во оваа ситуација и DXY индексот. Така да тоа е околу делот со оваа вест, иако малку подетално ќе анализираме во следните макроекономија и крипто вести. Ова е така речено првиот дел, каде што завршуваме со институционалните вести, а сега можеме да продолжиме со вестите за алткоини, каде што верувајте ми имаме многу интересни вести. Значи во оваа ситуација една работа која што мора да забележиме е дека моментално имаме навистина толку многу добри вести и нормално тоа е практично резултат на екстремно добрата фундаментална анализа на овој сектор во овој момент, но за жал тоа се уште не е така речено преточено во нивната цена. Тоа е реалноста. Но пак ќе напоменам, ако мене ме прашувате, само прашање на време кога ваквите позитивни вести, случување на пазарот, адаптација на макро ниво во светот, ќе се реализираат со соодветни цени, како нормално на биткоин, така и на алткоините. Пак ќе кажам, само прашање на време е во оваа ситуација. Сега, првата работа за која што треба да разговараме е дека повторно сме скоро на нов all-time high, кога станува збор за глобалниот пазар на токенизација. Тоа е првиот дел од алткоин вестите кои што секогаш го обработуваме, тоа е токенизацијата. Во апсолутно секој сектор може да забележите и сами. Имаме нов all-time high, нема да одиме еден по еден. Нема поента, многу пати сме го виделе тоа. Значи едноставно може да забележите и сами според овие графи овдека дека апсолутно секој од овие сектори е приближно или е на нов all-time high, што пак ќе напоменам е многу голема работа. Кога станува збор за стейблкоините имаме скоро 300 милиарди долари токенизиран кеш, а додека се останато вкупно моментално имаме количина од скоро 19 милиарди. Што значи дека се останато надвор од стейблкоините е околу 19 милиарди и погледнете, постојано расте. 2,7% раст на токенизирани капитални добра во последните 30 дена. Значи пак ќе кажам, ова е сектор кој што не постои пред само неколку години. Ако ги земеме нормално стейблкоините, за сега да почне да биде вреден десетици милиарди долари. Значи ако мене прашувате голем успех. Сега, во однос на вестите околу токенизација, почнуваме нормално со тој прв дел.
Значи, интересна работа покрај муриканските стейблкоини, кои што представуваат практично 99% од вкупната количина на стейблкоини во светот. Гледаме на убедливо второ место доаѓаат евро стейблкоините, кои што само што надминаа пред еден ден 1 милиарда маркет кап. И ефективно оваа 1 милиарда маркет кап, интересен податок, е дека моментално представува 1% од вкупната количина на кеш во Европа, што е доста интересен момент. Можеме да видиме дека истите се застапени на Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche и Stellar. Значи дека има навистина голема застапеност на различни чейнови, значи не е само Ethereum нормално. И пак ќе кажам, значи ова покажува дека се повеќе и повеќе светот се движи кон во оваа ситуација кон токенизација, нормално почнувајќи од прво самиот ефективен кеш кој што го користат државите, банките и останатите институции. Значи ова е така речено, како што може да забележите и сами, количината на кеш со мала корекција после 2022 година и bear маркетот, еве го како изгледа растот до сега на стейблкоините, тоа што само последниот дел фали, значи ова е само чисто да видите како изгледа растот, значи навистина во текот на 2025 година имаме екстремно голем раст и тоа посебно откако беше донесен Genius актот во Америка, иако не е директно за Европа нормално, гледаме дека тоа е она што го зборувавме, дека другите нема да седат и да гледаат, туку ефективно ќе почнат да работат за да не заостанат, па така и во оваа ситуација ге Европа. JP Morgan само што ги премести своите токенизирани долари на Base. Значи, ние не сакаме блокчейн, ние не сакаме биткоин, сакаме да го банираат 2023 година. Ефективно, нивниот коин, JPM коин, кој што е internal, внатрешен коин, кој што се користи моментално за, така речено, внатрешни трансакции, кој што претходно беше користен на нивниот приватен блокчейн, моментално станува активно користен и тргуван коин на Base. Нормално, со нивна дозвола и така речено дозволуваат овој коин да има пристап до public блокчейн. Ова е многу голем чекор. Значи, замислете кога најголемата банка во светот дозволува нивниот коин да има пристап до public блокчейн. Идејата на банките беше да имаат свој permissioned блокчейн, кој што е нели внатрешен, кој што е со дозвола и кој што има целоса контрола институцијата кој што го произведува, кој што го контролира. За разлика од тоа, ваквиот потреб покажува дека банките немаат избор, освен да се интегрираат со јавните блокчейни. Ова е многу голем потреб. Xstocks е моментално втората компанија по токенизирани акции во светот, веднаш после Ondo, така да тоа е моментално најголемиот конкурент, верувале или не, на Ondo, а е многу нова. Што дека може да забележите и сами, че имаме ситуација во која што се појави апсолутно преку ноќ. Може да забележиме, еве го Xstock, каде што Xstocks моментално има повеќе од, веќе верувале или не, од Securities до BlackRock, 161 милион, а Ondo има 367 милиони токенизирани акции со убедливо прво место, но како и да е, значи Xstocks моментално дозволува на тон да се купуваат и продаваат, да се тргуваат акции. Многу добро, затоа што сите оние кои што имаат тон wallet на Telegram апликацијата ќе можат да купуваат, продаваат и држат акции кои што се токенизирани преку Xstocks. Сега зошто е ова толку битно? Во овој артикал тоа не е спомнато, но јас направив малку копање. Кракен го купил Xstocks, верували или не, значи Кракен со ваквиот потек со купување на ова брокеридж, би рекол компанија, мора да бидете брокеридж, да имате лиценца да ги купите овие акции, па потоа и токенизирате, се става самата себе си како менувачница на второ место, верували или не, по токенизирани акции, значи гледаме дека голем потек се прави од централизираните менувачници кон акции. И пак ти кажам, наскоро кога ќе добиеме токенизирани акции кои што може да бидат на нашиот wallet, дефинитивно ќе пристапиме кон купување и акции, со тоа што сега за сега дозволено е овие акции да се држат на тон новчаникот, но повторно, сакам да бидат на cold wallet, па тогаш ќе почнеме да акумулираме. DMCC е компанија, ја проверивме која е, онака малку, тоест не е компанија, туку е цел еден локал во Обединетите Арапски Емирати, кој што на некој начин е, би рекол, индустријска зона или така нешто, која што моментално во партнерство со Crypto.com ќе развива начин за токенизирање на ресурси. Ова не е случајно и е многу битно. Значи, ние имаме ситуација во која што ова е така речено една институција во Обединетите Арапски Емирати,
со договорот кој што моментално го има со Crypto.com, преку дозвола на ова Virtual Assets Authority во Дубај, кој што нормално треба да ви даде дозвола да може да градите ваков продукт, почнуваат со изградба на софтвер кој што ќе биде матично на Crypto.com, кој што ќе токенизира ресурси. Ова не е случајно. Значи, токенизација на акции, токенизација на ресурси гледаме апсолутно сега. Ова е многу битно, многу големо и се надевам дека ќе проложи. Тоа што ние го зборувавме, значи супер е тоа што моментално АИ зема замав, но можеме да видиме дека има и други директно места каде што оваа технологија има многу голем напредок, а тоа е нормално токенизацијата, во која што ние сериозно имаме инвестирано, посебно во делот со Ondo и нешто кратко во XDC. Исто така, во исто време, Crypto.com партнерство со ER Shares, каде што се обидуваат да, сега ова е многу интересен напредок, значи не се обидуваат да направат prediction market, односно не се обидуваат да интегрираат кладилница, како што тоа го прават другите менувачници, туку напротив се обидуваат да направат intelligence платформа. Значи тоа е платформа за интелигенција која што кладбите кои што се поставуваат преку овие кладилници, така речено, за макроекономски случувања, геополитички случувања, ќе бидат така речено искористени како индикатори. Односно, оние кои што се кладат даваат така речено свое мислење, кое што го плаќаат дека се во право за да добијат одредена награда. Ваквата статистика на тоа колку луѓе очекуваат дека нешто ќе се случи или нема да се случи, може да биде претворена во така наречено еден индикатор кој што ќе биде доста корисен, па тоа се обидуваат да го направат моментално. Crypto.com се обидува да развие ваков посебен тип на индикатор кој што ќе биде базиран на понатоците кои што доаѓаат од prediction, односно од кладилниците, така prediction markets. Навистина интересно, навистина креативно, се надевам дека наскоро ќе го видиме и тоа. Coinbase само што направи еден чекор да додаде тргување на акции и да додаде кладилница, така речено prediction markets. Значи идејата им е да има апсолутно се на нивната апликација, од крипто до ETF-и, до акции, до обврзници, до prediction markets, значи да има апсолутно се, со тоа што се уште не е лансирано. Се очекува дека ќе биде лансиран во текот на 2026 година, верувам дека и они чекаат да имаме clarity, значи да имаат оној закон кој што ќе направи целосна, би рекол, регулатива за структурата на пазарите, така да ова ќе биде многу интересно. Kalshi ќе биде компанијата која што ќе стои позади prediction пазарот. Додека кога станува збор за акциите, не можев да најдам таму, значи малку повеќе разборичкав, но за жал се уште не успеав да најдам кој ќе стои позади токенизирањето на акциите. Еве официјално, значи ова е на Coinbase. Значи наскоро се очекува да почне тргувањето на акции. Така да гледаме дека апсолутно сите се движат кон овој дел и верувам дека ова навистина ќе направи голем пресврт во целата криптоиндустрија, затоа што пак да се потсетиме, ова токенизирање на акции се прави на блокчейни од кои што ние поседуваме коини, а се надевам наскоро и нодови. Така да ова не е мала работа, ова е навистина голема работа. Значи ова е тоа што успеав да го најдам во однос на како ќе изгледа токенизирањето според нели во оваа ситуација кога станува збор за АИ, вештачка интелигенција, единствената работа која што најдов е дека они лично ќе го прават тоа. Значи според тоа што успеав да го најдам од овој артикл е дека CoinEx е практично нивна очигледно платформа, претпоставувам, која што ќе прави токенизирање. Значи сакам да кажам, не успеав да најдам ниту една компанија како што е Ondo или StockX или така натаму, која што би ги правела овие така речено транзиции, токенизирањето на акциите. Верувам дека тоа планираат да го прават они самите. Доста интересно, останува да видиме наскоро. Сега, ако се сеќавате, значи Ondo најави интегрирање на своите така речено услуги како на Ethereum и на BNB. Ефективно успеа да го направи тоа преку Layer 0, кој што како проект моментално направи мост за акциите кои што се токенизираат на Ondo да можат да бидат доставени и на BNB блокчейнот, што е многу позитивно. Значи на тој начин се што моментално е на BNB блокчейн, не само самиот BNB, туку и апликациите на BNB ќе можат да нудат акции кои што се токенизирани на Ondo. Ова е крајно позитивно и дополнително не само тоа што ќе може да ги нудат, туку погледнете го. Наскоро се работи на тоа сите блокчейни кои што има EVM, односно Ethereum Virtual машина, да можат да имаат така речено пристап до акциите кои што се токенизирани на Ondo, не само акциите, тоа е исто така многу интересно,
Овде ќе има многу други артикли, мислам сега станува збор за капитални, да речем, добра, кои се токенизирани, како обврзници и така натаму. Значи, затоа ова е доста позитивно, ако мене ја прашувате, Ondo апсолутно изгази. Ова е, значи, многу од блокчейните моментално се Ethereum Virtual Machine компатибилни и верувам дека многу ќе помогне. И погледнете ова, официјално на 15 декември официализиран договор со Solana, каде што од следната година се очекува дека Ondo ќе бидат достапни акциите и нормално во оваа ситуација обврзниците се тоа што го токенизира и на Solana и на целиот DeFi сектор на Solana, со тоа што пак ќе напоменам, значи апсолутно прво место без никаква конкуренција моментално, значи 52% од купната количина на пазарот, а имаме играчи како Securitize на во оваа ситуација на BlackRock и потоа овде ги имаме и WisdomTree, која што е исто така огромна компанија, да не забораваме дека е и Fidelity и исто така и Franklin Templeton. Ова се продуктите кои што ќе бидат достапни на Solana, ако некој го интересира може да погледне, значи во кратки црти ова ќе бидат ETF-ите и продуктите кои што ќе може да ги најдете на Solana во почетокот на 2026 година од Ondo. И дополнително, ова е една од компаниите која што купува Solana, тоа е една од нејзините стратешки, да речем, цели, да купи што повеќе Solana. Тоа е Forward Industries, која што моментално ја токенизира и својата акција FWDI на Solana нормално и истата е веќе пуштена во потреба, според тоа што успеав да го видам, што е крајно позитивно, затоа што вие првенствено имате голема количина на Sol токени, а второ вашата акција моментално се наоѓа на Solana блокчейнот, што значи дека навистина сте all in во овој проект. Значи еве како изгледа, ова е таа компанија која што буквално од почетокот на така речено септември па наваму има акумулирана голема количина на Solana. Интересен момент. Сигурно ништо, кога вакви големи компании купуваат само коини, сигурно ништо. Hut8, ова е едно од топ 5 компании за майнинг на биткоин, која што вели моментално само што подпиша договор 7 милиарди вреден со Google. Пак, значи замислете, ова е директна поврзаност со крипто. Договорот е за градење на дата центар. И сега овој голем дата центар ќе биде изграден во Луизијана, како што успеав да видам, со тоа што нема доволно објаснување како тоа ќе изгледа, но според ова што моментално го гледаме е дека самата компанија Hut8, иако е еден од најголемите мајнери на биткоин, сака да се диверзифицира и во AI секторот. Значи ваквите поврзаности не се случајни, верувам дека наскоро во иднина тоа ќе биде крајно позитивно за целиот овој сектор, така да тоа е една позитивна работа, да речем, околу биткоин, би рекол, во оваа ситуација како вест. Следно е за Ripple, имаме интересна вест. Значи Ripple Asia, ова е така речено посебен тип на да речем конструкција за Азија, југоисточна Азија. SBI е уствари банкарската корпорација од Јапонија, која што стои првенствено позади Ripple, еден од најголемите инвеститори во Ripple компанијата во Америка, која што моментално преку нивниот така речено е оддел дигитални маркети, кој што е регистриран во сингапурскиот така речено монетарен авторитет, моментално преку колаборација со Doppler Finance се обидуваат да направат XRP во оваа ситуација посебен тип на продукти кои што ќе имаат yield bearing, значи за разлика од досегашното користење на XRP кој што нема стейкинг, туку се користи само за оние базични работи за кои што е наменет, трансфер на капитал преку нивните пулови на ликвидност. Сега моментално се обидуваат да направат посебен продукт кој што ќе биде наменет за да има ваков тип на стейкинг, значи сега како ќе изгледа тоа останува да видиме, но очигледно моментално е во истражувачка фаза, се обидуваат да го наменат овој токен за нешто повеќе од ликвидност. И исто така, многу битно за мене е тоа што истата оваа компанија не само за ликвидност, заедно со SBI, пак ќе кажам, големата корпорацијска банка која што стои позади Ripple, ќе работат на токенизација. Значи се обидуваат да најдат начин како да токенизираат во оваа ситуација капитални добра директно на во оваа ситуација XRP Ledger, затоа што XRP Ledger не е матично proof of stake, затоа и треба да најдат начин како тоа да го реализираат, но веќе е направено со оглед на фактот дека имаме токенизација на stablecoin, очигледно планираат врз основа на ваквата да речем технологија која што е направена да продолжат да најдат начин како да токенизираат и други капитални добри. И официјално, еве, да не рече дека не сме кажале во Altcoin вести, Ripple само што доби
иницијална одобрување да стане банка. Сега јас истражував малку подетално да видиме точно што уствари се случило, не е само да кажеме дека има лиценца за банка, затоа што не е до тој степен стигнато, односно ова е така наречено посебен сектор кој што е назначен за да ги доделува и одзема овие лиценци за да може да направите национална банка. Сега интересниот дел овде е тоа што дадено е така речено иницијално одобрување со одредени дополнителни, да речем, услови кои што треба да бидат исполнети пред да може да се даде целосна лиценца за банка, што верувам дека наскоро ќе биде реализирано, знаејќи оваа компанија и што е способна. Така да пак ќе напоменам, секоја чест дечки апсолутно газат. Значи барем тоа е според мене, секој од вас нормално се одлучува за себе. Напоредно со Ripple, кој што очигледно наскоро ќе има своја банка, само прашање време кога. Значи добива лиценца и Circle и Paxos, а дополнително уште две други компании, а тоа се BitGo и Fidelity. Тоа не Fidelity Assets Under Management, туку Fidelity има посебно крило, така наречено, само да најдам каде беше, Fidelity Digital, така нешто. Не може да го најдам, како и да е. Fidelity Digital, тоа значи дека овие се првите иницијални криптокомпании кои што ќе имаат своја банка. Сега нормално ова е за сите важи, значи добиваат иницијално одобрување со дополнителни услови кои што треба да ги исполнат, така да со време ќе го видиме и тој дел, но пак да се потсетиме колку е позитивно за целиот сектор, нема да ќе потреба за менувачниците како Binance US, Kraken, Coinbase и така натаму да се молат кај традиционалните банки кога имате официјални компании во крипто секторот кои што имаат соодветна технологија и кои што се дел од овој сектор, дефинитивно секи им биде дозволено на овие менувачници кога станува збор за банкарски услуги, така да веќе нема потреба од молење на традиционалните институции во финансиите, сега веќе имаме наши крипто институции, што е, пак ти кажам, огромен чекор напред. Circle е сега, ова е една од најбитните работи кои што дефинитивно интересира околу Axelar. Значи, да, официјално ова е доста негативно за Axelar проектот и тоа го видовме во моменталната цена, каде што Circle апсолутно направи пичка потек, би рекол, со тоа што апсолутно, значи, ова е нешто, би рекол, многу контрапродуктивно за целиот сектор, каде што го купи Interop Labs тимот, тоа е Core Development тимот кој што стои позади Axelar, и уште поинтересно е тоа што ги купи Intellectual Property, односно интелектуалната собственост на овој тим, што уствари представува самиот блокчейн. Така, сите оние солуции кои што Axelar ги користи за да прави интероперабилност помеѓу различни блокчейни, се токму тоа, дел од овој блокчейн. Така. И тоа е, пак ќе кажем, екстремно негативно со оглед на фактот дека фондацијата и Axel токенот се изземени, што значи дека они се обидуваат тимот да го користат со неговите решенија за сопствени интероперабилни решенија. Сега, ова е негативно, точно, но во исто време малку раскопав и официјално добив ваква информација. Значи, Common Prefix е компанија која што постои во крипто секторот уште од 2022 година, не е голема, мала компанија е, но она што успеав да го најдам за Common Prefix е дека истите се доста блиски со Axelar, тоа го кажуваат и они самите, и дополнително гледаме дека имаат и во други компании во крипто инвестирано, како што е, например, Seeding Round во P-Square во 2024 година. Сакам да кажам дека не се компанија од вчера, очигледно, и прилика знаат, препоставам, што прават, со тоа што, значи, од каде добиваме вакво, да речем, заклучок дека знаат што прават, и, значи, истите соработуваат заедно со иницијалниот тим, а тоа е Interop Labs тимот, каде што заедно градат решение. И они сами кажуваат дека уште 2022 година наваму, последните 3 години, активно учествуваат во градење така речено на солуции за блокчейн, каде што е прост пример, они баш тоа го кажуваат, интеграцијата со Ripple е направена како колаборација помеѓу овие два тима, а и останатите нормално доаѓаат директно од овој тим, како колаборација би рекол, со тоа што они одлучуваат да го превземат Axelar. Значи, моментално Common Prefix доаѓа да биде, така речено, компанијата која што ќе го, на некој начин, завземе местото на претходната Core Development компанија и очигледно веќе има направено и план за тоа што понатаму ќе се работи. Значи, ова многу лесно може да го најдете, commonprefix.com, во блог ќе го најдете како Axelar Roadmap, они веќе дури Roadmap имаат направено, што се планира понатаму, со тоа што буквално
според нив не се очекува никакво уназадување на проектот, се тоа што го поседува проектот само планираат да го надградат. Значи, пак ќе речем, го прочитав се тоа, не можам да кажам дека немам некои, би рекол, негативни мисли околу овој проект, посебно кога имаме ваква тип на го напуштате, замислите тимот го напушта, замислите проектот, што е многу негативно, но со оглед на фактот дека Axelar го имаме, значи уште така речено почетокот на овој bull market е во голема корекција, моментално е околу 70% корекција во нашето портфолио. Не гледам поента сега да правиме некоја голема промена на коинот во едно или во друго портфолио или да го менуваме во друг. Затоа и одлучивме дека ќе им дадеме шанса со оглед на фактот дека и корекцијата на коинот е доста голема. Не гледам причина зашто би комплицирале, ќе го оставиме како што е моментално и ќе видиме дали ова ќе биде успешно, но како и да е, значи имаме позитивен девелопмент каде што гледаме дека компанија која што веќе работела на овој проект што 2022 година, 2021 се извинувам, буквално го превзема со цел да го води после ваквото напуштање од core development тимот, што пак ќе речам е позитива во оваа негативна, да речам, ситуација за самиот Axelar, што значи дека ние остануваме во проектот со најмала количина која што имаме во портфолиото. Hedera го дода новиот член во својот стратешки совет, а тоа е Global Blockchain Business Council, кој што не представува компанија, затоа верували или не, за разлика од останатите кои што се, така речено, водачи на нодови, односно да се подсетиме, ова е моментално Hedera Governing Советот, каде што може да ги видите најголемите корпорации во светот, почнувајќи од Google, Dell, LG, Ubisoft, нормално, екстремно големи корпорации, може да забележите и сами. Со тоа што ова е најновата која што е додадена само пред еден ден, тоа е ова, би рекол, не е корпорација, туку е на некој начин своевидна организација која што се занимава со воспоставување на меѓусебни, би рекол, врски помеѓу сите тимови на блокчейни, корпорации, значи апсолутно место каде што се обидуваат да направат спој на оваа технологија и традиционалните финанси и сето оно што е во светот. Така да е крајно позитивно, пак ќе напоменам, ова го нарекуваат стратешки партнер за разлика од другите членови на овој совет за, така речено, водење на Hedera. Тоа што ова е формирано во 2017 во Давос, тоа ви кажува доста. Значи во 2017 година ова GBBC, така речено совет или како да наречем организација, е буквално направена во нормално Светскиот економски форум, вели 500 институционални членови и повеќе стотици амбасадори низ 124 различни юрисдикции, тоа се различни држави. Нормално ви кажува дека на вистина станува збор за голема организација, па затоа и очигледно Hedera дефинитивно позитивно ќе се одрази на самиот блокчейн нормално. BitGo моментално дава целосен сапорт на целиот Cardano блокчейн екосистем, што е доста позитивно. Првенствено ова највеќе е за Igon, JED, тоа е што ние го имаме, Shen, само во обратна насока, JED е stablecoin, USDA, тоа е исто така stablecoin, MinSwap, тоа е најголемата менувачница, тоа е DEX на Cardano, и Midnight, односно Night токенот, ќе бидат достапни на BitGo. Значи, ова е крајно позитивно. И дополнително, кога станува збор за Night токенот, значи, се уште немам ништо орано со следниот новчаник, проверив, некој од луѓето ме прашаа, значи, да, се очекува, но погледнете овдека. Дури во декември 2025 година, тоа е сега, треба да биде лансиран Midnight блокчейнот и Night токенот, а според тоа можам да видам дека очигледно во текот на следнаа година претпоставам ќе очекуваме да добиеме токени, сега за сега токени се уште нема, со тоа што до ноември 2025 година практично се уште траеше така речено пријавувањето на Glacier Drop. Така да за оние кои што не знаат, имаме направено посебно видео, погледнете го, само најдете го во вестите, тоа е за Midnight токенот и неговата алокација. И проверив, се уште нема токеномија, значи дека се уште не е лансиран самиот проект, може да погледнете и сами Night, Midnight, нема се уште никаков блокчейн, значи се уште не е регистриран, што значи дека се уште не е лансиран. А тоа е нормално privacy блокчейнот на Cardano. Значи не се кирете кога има нешто дефинитивно ќе ви информираме. И следно сакам да провериме до каде е моментално BNB Burn. Значи BNB блокчейнот кој што е матичен блокчейн на Binance, новачницата. Значи тоа е една од главните причини поради кои што го немаме, кој што веќе се сеќавате, многу пати сме кажале.
коини од централизирани менувачници едноставно не гледаме некој големо корист, но BNB е малку поинаков затоа што не е само токен кој што се користи на менувачниците, туку дополнително имаат и своја лаунч платформа, имаат многу проекти на него и дополнително едно од најпозитивните работи кои што ми се допаѓа за овој коин е нивниот burn механизам. Значи, верувале или не, од досегашните постојани горења во секоја трансакција, значи сме стигнале до неверојатна 1/3 од вкупната количина на токени. Значи, скоро, уште малку фали да стигнеме до 1/3 од вкупната количина на BNB токени се моментално изгорени. Тоа значи дека за 1/3 ја намалиле инфлацијата на овој токен, што е крајно позитивно, и пак ќе напоменам, ова дефинитивно во иднина ќе биде позитивно за овој токен. Сега за сега пак ќе кажам, немам намера да го купам, кој знае, можеби ќе го промениме сопственото мислење. Ова е исто така многу позитивно. BNB моментално самиот блокчейн на Binance спрема нов стейблкоин. Можеби се сеќавате, можеби не, но во 2020-2021 имаше стейблкоин кој што беше издаден од Paxos, тоа беше BUSD, но за жал поради SEC и Гери Гангстер кој што го тужаа, нормално Paxos мораше да го повлече овој продукт и BUSD пропадна. Официјално декември 17 се најавува дека ќе има нов стейблкоин. Само кога останува да видиме, но тоа е крајно позитивно затоа што пак ќе кажам, матично ако се сеќавате на Binance со нивниот стейблкоин имаше многу помало фи, имаше многу поголема ликвидност, така да тоа е крајно позитивно, се надевам наскоро дека ќе го направат тоа. Значи матичен стейблкоин на Binance мрежата. Dfinity станува дел од Mika Crypto алијансата. Mika Crypto алијансата не е самото право, значи ова не е законот, но ова е така речено невладина организација која што се занимава со да ги здружи, би рекол, во оваа ситуација сите блокчейни кои што се Mika компатибилни. Ако се сеќавате, ние ова неколку пати сега сме спомнале, значи паметно од ICP има направено посебен сервер кој што е наменет само за Гејропа, кој што е нели компатибилен со Mika, иначе не би можел да функционира овде. И нормално, ова е сега уште попозитивно, официјално пред само неколку дена е за прв пат направен Layer 1 white paper на Dfinity за ICP, кој што е компатибилен со Mika. Така да е крајно позитивно. Со ваквото членување во ова алијанса очигледно допринесуваат во подобрување и унапредување на ваков тип на корпорации, би рекол, идни, така да ова е крајно позитивно. Пак ќе кажам, се што е во однос на колаборација и кој што е нели во однос на право, кога станува збор за прифаќање на јурисдикција, кога станува збор за компатибилност со право, е позитивно за понатамошна адаптација на оваа технологија, така да ова е крајно позитивно за ICP. New Change FX, ова е компанија нормална, ова се компании кои што не ги знаеме директно, значи не сум активен, да речем, во овој дел на Foreign Exchange, затоа мора да провериме. Моментално прави партнерство со Chainlink, многу паметно. Значи, што представува New Change FX или Forex? Представува компанија која што има доста, би рекол, представништва на светот, значи е чисто на кратко оно што успеавме да го видиме. Значи, не е некоја голема корпорација која што можеме да видиме, некаде околу до 50 вработени, според тоа што успеавме да го видиме овде, но имаат на многу, би рекол, различни јурисдикции моментално воспоставено тргување со нели валути. Ова е она Forex тргување со валути, сега зошто е толку битно? Затоа што моментално Chainlink ќе биде Oracle за доставување на price feeds од валутите на блокчейн. Значи многу позитивно, односно преку ова New Change FX ќе бидат доставувани во живо price промени, односно промени на цената на сите валути кои што се тргуваат на оваа платформа, директно преку Chainlink на целиот блокчейн свет. Односно, така речено, ќе имате real price feed директно од пазарите на самите апликации и на блокчейн секторот преку Chainlink Oracle, значи па ти кажам, Chainlink е апсолутен шампион кога станува збор за Oracle, никој не е подобар. И ова исто така уште една работа која сакам да провериме за Chainlink од време на време, тоа е нивната резерва. Значи, ако се сеќавате, беше најавено негде во летото 2025 година дека Chainlink, самиот трежери, ќе почне да гради собствен, да речем, количина на линк токени кои што ќе го имаат како бекап. Значи, тоа го прават со дел од трансакцијата на секоја фи што го добиваат, го ставаат во оваа платформа, тоест во овој Vault, би рекол сеф,
каде што од 6 август до денес имаат собрано официјално 1 милион линк токени во оваа Chainlink резерва. Значи ова е резерва која што ќе ја користи самиот тим, самата да речем самиот проект за негово унапредување понатаму, што е екстремно позитивно. Сега 1 милион токени не се многу со оглед на фактот дека имаме 1 милиарда токени, тоа е 1% од вкупната количина, или нешто помалку, затоа што само 70% од вкупната количина се пуштени во употреба, но како и да е. За само половина година од сето оно што се плаќа во линк, верувале или не, значи Chainlink успеала да заштеди 1 милион линк токени за себе. Ова е крајно позитивно и ова се за сега нормално коини кои што се извадени од циркулација, што е крајно добро. Fetch AI, многу интересна работа, значи Fetch AI на сите своји агенти, значи знаете дека овие би рекол проекти работат со AI агенти. Што се AI агенти имаме направено посебно видео кој што може да погледнете во нормално нашиот напреден курс. Сега многу паметно, значи вика една од главните пречки на AI агентите се фактот дека не можат да превземаат чекори како плаќање. Fetch AI моментално до крајот на оваа почетокот на следната година планира, тоест не планира, туку веќе успеал во тест фаза на своите AI агенти да им инкорпорира плаќање со кредитни картички, со FET токени и со стейбл коини. Што значи дека AI агентите на Fetch AI, зборуваме на ASI алијансата, ќе бидат способни во ваше име да вршат плаќања во кредитни картички, во стейбл коини и во FET, односно ASI токени. Ова е крајно позитивно и верувате дека ова ќе биде една од главните причини која што ќе ги стави на преден план кога станува збор за останатите, да речем, конкуренција проекти, почнувајќи од TAO, нормално Virtuals и така натаму, значи пак ќе кажам, ASI, односно FET токенот е еден од главните токени кои што го имаме од AI делот. Нормално имаме и Virtuals, но пак ќе напоменам на долг рок очекувам дека ќе има позитивен исход, тоа што FET се наоѓа во нашето портфолио. Единствена пречка, пак ќе кажеме фактот дека се уште не сме имале altcoin сезона. SEC само што престана со истрага против AAV протокол. AAV е најголемиот DeFi lending and borrowing протокол во крипто секторот. Значи, ведат истрагата траела 4 години, ако се сеќавате слично на Ondo, тоа беше пред само 2 недели кога престанаа со истрага против Ondo. Ведат не нашле апсолутно никаков деликт, никакви негативни действија од страна на овој протокол. Значи AAV сега за сега е единствениот протокол lending and borrowing кој што дефинитивно успеа да го издржи тестот на времето, барем во овие 4-5 години кога постои, со тоа што ова е уште еден позитивен момент каде што SEC не успеал да најде никакви негативни действија од страна на AAV, а посебно во lending and borrowing знаеме дека тоа е многу тешко, така да секоја чест на тимот, тоа е една од главните причини зашто сме имале раст на цената на токенот во последните неколку дена. И IOTEX, исто така коин кој што го имаме обработено на нашиот канал, официјално станува MiCA compliant, тоа што има исто како и ICP, направено нов white paper кој што ќе биде MiCA compliant и истите ќе може да бидат, значи IOTEX како проект ќе може да биде користен во 20 целните членки на Гејропа. И за крај, USDCX моментално ќе биде достапен на Stacks. Stacks е исто така Layer 1, исто така имаме направено видео за него. Значи ова е крајно позитивно затоа што Circle моментално преку овој USDCX, тоа е wrapped stablecoin, носи така речено stablecoin на Stacks Layer 1 протокол. Зошто е ова толку битно? Знаеме дека многу е тешко на еден Layer 1 да се функционира ако нема stablecoin, а многу тешко се прави он иницијален мост за да може да се доведат стейблкоини и кога ваква корпорација како Circle конечно ќе доведе ваков некој стейблкоин дури во wrap верзија е крајно позитивно, така да секоја чест верувам дека ова ќе се одрази позитивно за самиот Stacks во оваа ситуација блокчейн. Сега, она што можеме исто така да го забележиме во однос на најголемите корпорации кои што ги разгледуваме на Arkham, на крајот на секој altcoin вести, е тоа дека немаме голема разлика во однос на количината на токени, односно можеме да забележиме дека истите не продаваат. Значи, ова е последната продажба која што ја направиле на 4 август, од тогаш нема ништо продадено, единствената разлика во цената, односно вредноста на нивното портфолио е тоа што и понатаму, за жал, вредноста на коините паѓа, што значи дека A16Z не продале,
Кога станува збор за Grayscale, добро, дека е малку и очекувано, со оглед на фактот дека они постојано се отарасуваат, така речено, Bitcoin и Ethereum првенствено, па и од другите фондови, но гледаме дека во последниот период нема продажба, што значи дека и овдека падот на портфолиото не е поради продажба на Grayscale, туку е поради тоа што за жал моментално сме во негативен дел од циклусот. Исто и World Liberty, значи што е на Трамп компанијата, со исклучок на Bitcoin кој што го поседуваат, тоа е на компанијата за майнинг, American Bitcoin или како и да се нарекува, можеме да видиме дека нема промена на ништо од септември нааму во однос на нивните токени, а гледаме дека и понатаму вредноста на нивното портфолио паѓа. Значи најголемите корпорации кои што директно држат коини, според Arkham, оние кои што ги знаеме, гледаме дека не продаваат. И последна која што следиме е Pantera Capital, една од оние кои што се најстари на пазарот на крипто. Во однос на токен балансес, погледнете, последно продавање било на 27 јануари, од тогаш нема продадено ништо, но за жал гледаме дека вредноста паѓа, како и останатите корпорации, затоа што сме во негативен дел од овој циклус. Тоа е се што имаме за денеска, се надевам дека уживавте како и секогаш. Би ви препорачал доколку не сте, станете дел од нашата Patreon заедница. Така речено, на овој начин ќе добиете привилегии, да можете да ги добиете, да речем, оние позитивни информации кои што ги споделуваме како заедница едни со други. Односно, кога сте дел од Patreon заедницата, сте дел од овие чатови, каде што голем дел од нашата заедница споделува информации, едукација, се што моментално може да споделат со цел да имаме предност како заедница во овој пазар. Дополнително имате директни пораки до нас, кои што ги одговараме нормално еднаш дневно, и сите овие офлайн видеа кои што ги правиме како Altcoin Вести, прво се објавени на нашите, би рекол, на нашата Patreon апликација, потоа и на сите наши канали, и дополнително еднаш месечно имаме посебен лайвстрим кој што е наменет исклучиво за нашата Patreon заедница. Значи линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој видео, а оваа мала поддршка што ни ја давате финансиски ја користиме со цел да го надградиме нашиот канал уште повеќе, да ги платиме нашите админи и да направиме митапи и конференции кои што ги организираме во текот на годината. И нормално, доколку сакате да пробате 7 дена бесплатно, проверете како е да се биде дел од оваа заедница. И за крај, оние кои што потенцијално сакаат да уплатат на годишно ниво, тоа може да го направат според инструкциите на овој слайд. Само пратете ни на cryptogaming@gmail.com, адреса на која што ви одговара да уплатите годишно, и ние ќе ви пратиме линк со годишно членство на нашата Patreon заедница. Благодарам на сите за поддршката и се надевам уживате во нашиот материјал. Се гледаме во утрешната јавна дебата. Не пропуштајте. Добра ноќ од Малта, поздрав од Гемиџијата. Listen up, class is in session tonight. Crypto Jamizia here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Jamizia, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Crypto Jamizia, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Jamizia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Jamizia, your educational guide.